Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 24-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 13 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на 24-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2023 година до 30.6.2023 година. Точка број 2. Годишен план за вработување на општина Валандово за 2024 година. Точка број 3. Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово во првите 6 месеци од 2023 година. Точка број 4. Годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово за учебната 2022-2023 година. Точка број 5. Годишна програма за работа на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово за учебната 2023-2024 година. Точка број 6. Годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Страшо Пинџер Јосифово за учебната 2022-2023 година. Точка број 7. Годишна програма за работата на Основното општинско училиште Страшо Пинџер Јосифово за учебната 2023-2024 година. Точка број 8. Годишен план за вработување на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2024 година. Точка број 9. Годишен план за вработување на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за 2024 година. Точка број 10. Предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за учебната 2023-2024 година. Точка број 11. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на јавното претпријатие Комунален сервис Валандово. Точка број 12. Предлог одлука за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт Царе 2023 во село Јосифово. Точка број 13. Предлог одлука за одобрување на финансиска помош за санирање на штета на индивидуална семејна куќа сопственост на Фатиме Ибраимова од село Чалакли, општина Валандово. Точка број 14. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Општинскиот противпожарен сојуз Доброволно противпожарно друштво Валандово. Точка број 15. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на Младински сојуз Крушево за реализација на фестивалот Доживеј ја соработката. Точка број 16. Предлог решение за именување на вршител на должност, член на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Точка број 17. Предлог одлука за донесување план за парцелација на ГП 395 од Дуб Валандово на дел од КП број 3039 Катастарска општина Валандово. И последната точка 18. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на населеното место Јосифово. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записниците од 22-та и 23-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истите заедно ги ставам на усвојување, ќе ве молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 13 гласови за се усвоени записниците од 22-та и 23-та редовна седница. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно
за квартал 1.1.2023 година до 30.6.2023 година. Најпрво ќе му дадам збор на градоначалникот да даде образложение, па ќе продолжиме со дискусијата. Повели градоначалник. Благодарам председатели, почитувани советници, почитувани граѓани, во отсуство на ръководителката на делението за финанси на општина Валандово. Ќе дам кратко образложение на кварталниот извештај за вториот квартал, кој што е кумулативен од почетокот на годината до 30.6.2023 година. Во образложението се наведени повеќето детали од реализацијата на буџетот и од извршувањето на буџетот на општина Валандово за овој период, и во истиот остварени се приходи во износ од 134 милиони 765 863 денари, односно 48%, се речиси 49% од планираните приходи за 2023 година, а реализирани се расходи во 44,25% од вкупно планираните приходи за истата година. Во образложението ги има во детали и поподробно сите приходи и сите расходи кои што општина Валандово ги има направено во овој период. Мислам дека нешто на што можеме да констатираме, тоа е дека реализацијата на буџетот се оди во споредба со планираното и како што бил донесен во декември минатата година. На наредната седница на Совет ќе следи и ребаланс на буџетот на општина Валандово за 2023 година поради нови договори за капитални проекти кои што општината ги има склучено изминатиот период, како што е реконструкцијата на киносала во Валандово, како што е договорот за реализација на Фолкфест Валандово, кои што мора да бидат дополнително буџетирани и ставени во буџетот на општина Валандово. Во аспект на капиталните расходи кои што општината ги прави, мораме сите заедно да бидеме задоволни, бидејќи голем дел од проектите кои што ги реализираме се финансирани исклучиво од буџетот на општина Валандово, и тоа е една година која што беше поприлично сериозна од финансиски аспект, каде што и општините, а и бизнис објектите се соочија со енергетската и економската криза, така да се надевам дека на крајот на оваа календарска година буџетот на општина Валандово ќе биде речиси реализиран онака како што и бил планиран. За одредени прашања, сугестии, коментари и слично стојам на располагање. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Отварам расправа по првата точка. Дали некој бара збор? Колегата Тоше, повели. Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Сакам да додадам кратко врска со буџетот, кварталниот извештај за првата половина од годината. Значи, не сакам да навлегуваме во бројки, сакам само генерално да добијам одговор со оглед на тоа што се работи за буџет, жива материја која што постојано се менува. На приходната страна имаме 134 милиони 760 и нешто илјади денари, а на расходната страна имаме околу 122 милиони и 600 и нешто илјади. Прашањето е, имаме разлика од 12 милиони денари, кој што е извештајот е до 6 месец, сега сме веќе при крај на 8. Дали тие средства стојат во касата на општина Валандово? Може да бидат и помали, со оглед на тоа што имало реализација во изминатиот период. Прашањето е дали средствата од разликата меѓу приходите и расходите стојат на сметка на општина Валандово. Се работи за средства од 12 милиони денари. Ви благодарам.
Благодарам, колега. Реплика има градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам, председател. Јас ќе се обидам да бидам многу коректен и да го прашам советникот доколку општината оствари хипотетички дефицит од 30 милиони денари, каде ќе се наоѓаат тие средства во кварталниот извештај на буџетот на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има контрареплика или некој друг со збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, по првата точка од дневниот ред е ставам на усвојување. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 4 против, нема воздржани, е усвоен кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2023 година до 30.6.2023 година. Преминуваме на следната втора точка. Годишен план за вработување на општина Валандово за 2024 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Колешката Тушевска, повели. Добар ден. Бидејќи се работи за годишниот план за 2024 година, може би ќе се повториме како и на претходните седмици што повторувавме, мора да истакнеме дека освен вработувањата кои што се во самата пожарна, кои што навистина треба да бидат ставени во самиот годишен план, мислиме дека другите вработувања се излишни затоа што како зголемен обем на работа има во општинската администрација на градот Валандово, кога навистина градот полека не исчезнува затоа што доста се иселуваат, а мислиме и дека самата општинска администрација таму е превработена. Ви благодарам. Благодарам, колешке. За реплика се јави градоначалникот, повели. Благодарам, како што предходната точка дискутиравме и овде се работи само за план врз основа на функционална анализа и систематизација која што има општина Валандово. Не мора да значи дека сите планирани вработувања кои што се планирани ќе бидат реализирани, но систематизацијата на работните места на општина Валандово е направена и одобрена од Министерството за информатичко општество и администрација во поглед на нивните критериуми според бројот на жители, потребите на општина Валандово и слично, одредени работни места кои што ги додаваме како нови, сме задолжени по закон да ги додаваме, ако се тоа, например, според измените што се направени на полето на животната средина, каде што секоја општина мора да има и инспектор по животна средина, кој што мора да има свој пат додека да дојде до местото инспектори и слично, така да останатите коментари за иселувањето и кои што имаат навистина политичка конотација, навистина не би ги коментирал, но носењето на планот на општините и на другите институции според закон мора да се направи овој период и ова е стандардна процедура која што и се правела во минатото и ќе се прави и во иднина, така да мислам дека не е потреба за дополнителен коментар. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има контрареплика? Доколку нема, дали има некој друг колега за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, втората точка ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 4 против, нема воздржани, е усвоен годишниот план за вработување на општина Валандово за 2024 година. Преминуваме на следната трета точка. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на потрачјето на општина Валандово во првите 6 месеци од 2023 година. Командирот на полициска станица Валандово беше на комисијата, дали образложение, бидејќи се работи за класифицирани информации. Информацијата само ќе ја ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 13 гласови за
е усвоена информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово во првите 6 месеци од 2023 година. Преминуваме на следната 4-та точка, годишен извештај за работата на Општинското основно училиште Јосиф Броз Тито Валандово за учебната 2022-2023 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме, кој е за? Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам на точка. Колешка Јудит, си ценете? Да? Добро. Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште Јосиф Броз Тито Валандово за учебната 2022-2023 година. Преминуваме на следната 5-та точка. Годишна програма за работа на Општинското основно училиште Јосиф Броз Тито Валандово за учебната 2023-2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата годишна програма ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме, кој е за? Благодарам, кој е против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена годишната програма за работа на Основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово за учебната 2023-2024 година. Преминуваме на следната 6-та точка. Годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Страшо Пинџур Јосифово за учебната 2022-2023 година. Да, повели директоре. Почитуван председател на совет, почитуван съветници на Општина Валандово, добар ден. За работата на училище во учебната 2022-2023 година, Страшо Пинџур, можем да ја оценам, бидејќи сите пред вас е програмата, можем да ја оценам на највисоко ниво, затоа што не само што програмата во цялост е исполната, благодарение на Министерството за образование и благодарение на општината во основното по Централното училиште Страшо Пинџур се изгради фотоволтаици, благодарение на општината, исто така благодарение на Министерството за образование се направи термофасада на цялото училиште и плюс сега што е најновото е новото игралиште што е направено од страна на општината. Голема благодарност до општината за тоа што во самото село, во самото училиште и во самата општина има голем благодет и сите луѓе во нашето подрачје кај што гравитира нашето училиште се среќни поради добрата организација на турнири и така натаму. Тоа е во врска со годишниот извештај. Само можем да кажем дека од запишени 294, 293 ученика завршија, поради една ученичка која што беше во 9-то одделение, немаше доволно посетувана настава, наставница не ја оценија, таа е пријавена во Центарот за социјални работи и не го заврши 9-то одделение. Другото се е исполнито. Ако има нешто посебно, прашајте. Директорот ви благодарам. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, годишниот извештај го оставам на усвојување, ќе молам да гласаме, кој е за? Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоен годишниот извештај за работата на Основното општинско училиште Страшо Пинџур Јосифово за учебната 2022 и 2023 година. Преминуваме на следната 7-та точка. Годишна програма за работа на Основното општинско училиште Страшо Пинџур Јосифово за учебната 2023-2024 година. Директоре, доколку имате образложение по однос на програмата, повели? Можем кратко. Годишната програма за работа на Страшо Пинџур Јосифово за 2023-2024 година направена врз основа на развојната програма на нашето училиште, исто така од самоеволацијата на училиштето и од сите овие заклучоци, нашето училиште
од сите овие заклучоци и потреби, ги откри, ги анализира и ги детектира потребите за воиднина, за наредниот период и за ова учебна година и сите предности што се на нашето училиште, исто така и сите слабости. Се надеваме дека во ова учебна година сите слабости ќе ги претвориме во предности на нашето училиште и се што ни е потребно за ова учебна година да го направиме позитивно и нашата програма да биде на највисоко ниво. И ова учебна. Благодарам. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, седмата точка е ставена на усвојување, ќе ја молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоена годишната програма за работа на Основното општинско училиште Страшо Пинџи Росифов за учебната 2023-2024 година. Директорът ви благодарам за присуството. Преминуваме на следната 8 точка. Годишен план за вработување на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандов за 2024 година. Овде е присутна директорката на Детска градинка Калинка, ќе дадам збор да даде образложение. Директор ќе повели. Благодарам. Добар ден на сите. Законски јавната општинска установа Детската градинка Калинка секоја година подготвува годишен план за вработување за наредна година, претходно по добиена согласност од страна на надлежното министерство, односно МТСП. Тука кај нашата установа рекла во годишниот план за вработување веруваат помошно-технички персонал и административниот кадар, така што се предвидено едно вработување од административен кадар и едно напредување од административен кадар, соодносно систематизацијата на работните места. Директор ќе ви благодарам. Отварам расправа по 8-та точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 8-та точка ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 4 против, нема воздржани, е усвоен годишниот план за вработување на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандов за 2024 година. Директор ќе ви благодарам за присуството. Преминуваме на следната 9-та точка, годишен план за вработување на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за 2024 година. Овде е присутен директорот на Домот на културата 25 мај. Му давам збор да даде образложение. Директор повели. Добар ден, почитувани председател, почитувани советници. Јавната општинска установа Дом на култура 25 мај за следната 2024 година ќе остане со истата бројка 10 работени. Планирани во работување нови ќе нема и во пензија ќе нема. Основно се исто. Благодарам, директоре. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, годишниот план го ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоен годишниот план за вработување на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандов за 2024 година. Директорът ви благодарам за присуството. Преминуваме на следната 10-та точка. Предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандов за учебната 2023-2024 година. Отварам расправа по 10-та точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата е ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоена предлог одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандов за учебната 2023-2024 година. Преминуваме на следната 11-та точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово
Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара спор? Колешката Тушевска повели. За оваа точка се јавив затоа што сакам да дадам образложение зашто како советничка група ќе бидеме воздржани на самата одлука. Сме да се помогне на самото предпријатие, меѓутоа уште на самата комисија ние дадовме предлог самите 2 милиона да бидат повеќе, за да може да се даде барем плата на вработените на јавното предпријатие, кои што веќе трет месец им касни платата, значи од мај нема земана плата. Значи плюс тоа со 2 милиона дефинитивно ништо нема да се реши во јавното предпријатие, односно само ќе се продолжи голготата, затоа што реално овде треба да се направи некој план кој што ќе може да го извлече самото предпријатие од настанатва криза. Ако гледаме претходно, кога дојде на власт СДСМ, во власт, односно се сменија директорите, во 2017 им имаше оставено ликвидно предпријатие, каде што вработените редовно зима плата и има некој долг од 3 милиона само останато. Да после 5 години, како што велите вие, успешното работење на самото предпријатие, гледаме дека се насобера долг кој што сигурно е над 20 милиони, точно не знам која е сумата, може во наредните совети самиот нов директор ќе каже колку е тоа. И гледаме дека всушност цело време само се менуваат директори, за рок од 5 години се менуваат 4 директори, самото предпријатие тоне во долгови, односно тие кои што направија најголеми долгови, самата општина ги награди со тоа што им даде нови позиции, односно нови работни места. Факт е дека се гледа безидејност и факт е дека треба да се седне и да се разговара и да се бара начин самото предпријатие да почне да биде ликвидно. Цело време изговорот е дека економска криза, па здравствена криза, факт е дека и секаде се случуваше, меѓутоа многу предпријатија успешно знае и испадна од тие проблеми кои што ги беа затекнати со самите ситуации. Не е само да се пробува да се направи нешто, треба да се направи, затоа што со самата смена на толку директори се гледа дека јавното предпријатие не може да се води како што треба. Благодарам. Благодарам, колешке. За реплика се јави градначалникот. Повели градначалник. Благодарам, председателя. Ова е изминатиот период една од најомилените теми на почитуваната советничка и затоа по не знам кој пат ќе се обидам максимално конструктивно да ги дадам одговор на темите и дилемите кои што ни поставува пред Советот на општина Валандово, кои што патем е основач на јавното комунално предпријатие и главна цел на секој еден кој што седи во оваа сала треба да биде јавното комунално предпријатие да биде и ликвидно, и солвентно, и едноставно да ги испорачува комуналните услуги кон граѓаните на општина Валандово, а дека ги испорачува јавното комунално предпријатие комуналните услуги кон собствените граѓани, мислам дека сите сме сигурни и сложни. Сега, поради тоа што почитуваната советничка многу често мисли дека ние ги користиме економските моменти како покачувањето на минималната плата, од која што дефинитивно беа најпогодни јавните комунални предпријатија, бидејќи ако пред 6 години се работело во јавното комунално предпријатие за од 8 до 10.000 денари, сега се работи за минималната плата која што државата ја донела и ја утврдила со закон. Од енергетската криза во голема мера беа најпогодени јавните комунални предпријатија, бидејќи долговите за електрична енергија само на месечно ниво беа повеќе кратно зголемени. Но еве да не зборуваме за тоа дека зад нас, а може би и пред нас, има одредени глобални кризи и политики на државно ниво. Јас само ќе апелирам до почитуваната советничка да направи анализа
ваква и на наредната седница на Совет да ја презентира пред сите советници на општина Валандово и пред сите граѓани. Да ја извади состојбата на јавните комунални предпријатија во цела држава. Може би да се фокусира само на соседството и да види колкави долгови имаат јавните комунални предпријатија во моментот во соодност со јавното комунално предпријатие во Валандово. И потоа да ги извади цените на комуналните услуги, посебно на водоснабдувањето, и да ги спореди со јавното комунално предпријатие во Валандово. Изминатиот период од 100 до 200% беа зголемени цените на комуналните услуги во речиси сите јавни комунални предпријатија, додека не бевме единственото јавно комунално предпријатие кое што тоа не го направи. Според моите последни информации, регулатор на комисија на последната седница одлучуваше за Валандово и веќе се надевам дека на наредната седница на Совет ќе имаме нови цени на водоснабдувањето кои што воопшто нема да бидат и повторно ќе бидеме со драстична разлика во однос на сите други општини во однос на цените за водоснабдување. Така да на оваа тема воопшто не треба да се прави исто така популизам и да се бараат ситно партиски поентирања, поради тоа што од тоа може да страдаат само граѓаните на општина Валандово. Ние како локална самоуправа и Советот на општина Валандово има обврска јавното комунално предпријатие да го направи ликвидно. Поради тоа што изминатиот период се направени сите можни анализи, прво кое што ни е најбитно за да го направиме предпријатието ликвидно е најголемите долгови кои што ги има предпријатието, тоа се кон електрична енергија, да ги во одредена мера амортизира, за да може наредниот период исплатата на платите да тече сосема според тоа како што треба, без доцнење и без едноставно ваква ситуација во која што сме во моментот. Инаку и обидот, инаку се сеќавате пред неколку седмици, Советот на општина Валандово повторно гласаше помош на јавното комунално предпријатие, како што и си личи. Ние во секој еден момент рековме дека ниту еден работник нема да биде оставен без плата и се што му се должи ќе му биде исплатено и го гарантирам тоа дека ќе биде така. Во моментот оваа одлука од 2 милиони денари не можеме ние исто така во целост да ја реализираме, бидејќи ни е потребен ребаланс. Затоа е убаво да се следат сите документи кои што советниците ги имаат на располагање, тоа ќе можеме да ги искористиме истите овие средства по наредната седница и по носењето на ребалансот на општина Валандово, па по решавањето на овој проблем, кој што е поприлично голем, но повторно ќе ви кажам, само соберете ги податоците, иако немаме потреба ние како советници и како општина Валандово да се интересираме за другите општини, само да видите дека јавното комунално предпријатие во Валандово е едно од предпријатијата со најмали долгови во моментот и многу е јасно дека голем дел од трошоците кои што се, и тоа ќе го видите и во финансискиот извештај, или за електрична енергија, или за плати, не можат да бидат целосно сервисирани поради ниските цени на комуналните услуги кои што во моментот ги има нашето јавно комунално предпријатие. Така да би апелирал до советниците, без разлика на кој од каде доаѓа. Мислам дека сите сме свесни дека јавното комунално предпријатие на секој еден граѓанин на општина Валандово се става на располагање, ги пружа своите услуги и верувам дека со оваа програма која што имаме уште претходно донесено за помош на јавното комунално предпријатие, уште до крајот на годината финансискиот извештај на јавното комунално предпријатие и овие состојби во кои што се наоѓа истото ќе бидат надминати. И тоа е наша заедничка обврска. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Дали има контрареплика или некој друг со збор? Со збор? Овој колега. Значи, неспорно е тоа што се дава помош на комуналното предпријатие. Горете тоа е создадено од општина Валандово и дека треба да се помага. Него како што нагласи колешката, че ние бараме јасен план како ќе се движи во иднина предпријатието.
Не дека само со тоа што ќе се зголемува цената и дека ќе биде ликвидно. А ако при тоа имаме нови вработувања, партиски кадри, што ќе биде како злоупотребено како гласачка машинерија. И поради тоа е дојдено до оваа ДРД, комуналното предпријатие. Значи, бараме јасен план за намалување на трошоците, за да може предпријатието да биде ликвидно во иднина. Инаку и на претходните седмици веќе нагласивме, кога се доделуваше првата помош за комуналното, и целиот долг да се покрие, доколку нема јасен план, не сме направиле ништо. Благодарам. Благодарам, колега. Реплика има градоначалникот Повели. Добре, јас благодарам председателя. За последен пат ќе се обидам да одговарам на советниците од советничката група на ВМРО ДПМН. Навистина мислам дека не е во ред, ние сме една мала општина, посебно кога зборувате за јавното комунално предпријатие, да ги етикетирате луѓето по однос на партиска линија. Вие сте единствените во општина Валандово кои што правите етикетирање. Бидејќи таму работат и највредните и може би најчестните граѓани на општина Валандово. Така да во моментот понудете вие и работници и план, бидејќи тоа во моментот е и ваша обврска. А да ја злоупотребувате темата, немам стварно потреба ништо повеќе да ви кажам, освен тоа, нека ви служи на чест. Ама да знаете, колку и да ја злоупотребувате темата, ништо од тоа нема да постигнете. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Јас би сакал само да искористам моето право на реплика, да го прашам колегата Тоше, пошто рече дека пренатрупено било комуналното со партиски вработувања. Дали има информација колку вработување има комуналното во моментот, колку имало во 2015-2016, за тоа што го тврди, да видиме дали е точно. Во ред, сега ќе го искористам моето право за збор, да кажам дека постојано се прави тоа, значи со паушални изјави, без факти, без аргументи, без точни податоци од предпријатието, се обвинува дека е пренатрупено, превработено, а колегата не знае ни колку вработени има предпријатието. Па не е јасно стварно, значи како тврдите нешто, тоа е многу несериозно. Значи имаме одговорна функција како советници во општина Валандово и не смееме да си дозволиме да испаѓаме со паушални изјави без аргументи. Да кажуваме дека има премногу вработени, а не знаеме колку е тој број. Јас разбирам да испаднете со бројки. 2015 било 50, сега е 100. Да го тврдите тоа, така со паушални бројки, навистина е многу несериозно прецена функцијата која носиме и образот што го имаме пред граѓаните, и затоа се лутиме некој пат кога ќе кажеме дека советот го губи авторитетот, го губи поради вакви советници кои што настапуваат без никакви аргументи. Благодарам. Дали има некој друг за збор или за реплика од колегите советници? Бидејќи никој друг не се јави за збор, 11-та точка, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе ја молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Кој е воздржан? Благодарам. Констатирам дека со 9 гласови за, нема против, 4 воздржани, е усвоена предлог одлуката за одобрување на финансиски средства на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Преминуваме на следната 12-та точка. Предлог одлука за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок-концерт Царе 2023 во село Јосипово. Со ова одлука се одобруваат 30.000 денари за одржување на овој традиционален меморијален рок-концерт Царе 2023. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за?
Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 13-та точка. Предлог одлука за одобрување финансиска помош за санирање на штета на индивидуална семејна куќа, собственост на Фатиме Ибраимова од село Чалакли, општина Валандово. Со оваа одлука се одобрува 90.000 денари како финансиска помош за санирање на штетата на индивидуална семејна куќа, собственост на Фатиме Ибраимова од село Чалакли. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 14-та точка. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Општинскиот противпожарен сојуз, доброволно противпожарно друштво Валандово. Со оваа одлука се одобруваат 30.000 денари за реализација на програмските активности. Отворам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 15-та точка. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на Младински сојуз Крушево за реализација на фестивалот Доживеја соработката. Со оваа одлука се одобруваат 30.000 денари како финансиска поддршка за реализација на фестивалот Доживеја соработката. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 16-та точка. Предлог решение за именување на вршител на должност член на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Ќе дадам збор на председателот на комисијата за мандатни именувања за да го даде предлогот кој што е даден од страна на градоначалникот. Благодарам, председателя. Предлог за именување на вршител на должност член на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово е Катерина Беловина. Благодарам. Колешке, ви благодарам. Отварам расправа по 16-та точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлогот го ставам на усвојување. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 9 гласови за, нема против, 4 воздржани, е усвоен предлогот за именување на вршител на должноста како член на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење во јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Преминуваме на следната 17-та точка. Предлог одлука за донесување план за парцелација на КП 395 од детален урбанистички план Валандово на дел од КП број 3039 катастарска општина Валандово. Отварам расправа, дали некој бара? Ќе дадете образложение? Да, извини. Представник од општина Валандово, Анита ќе даде образложение. Добар ден на сите, благодарам председателот. Со оваа одлука се донесува план за парцелација на градежна парцела 395 од детален урбанистички план на Валандово на катастарска парцела 3039 катастарска општина Валандово во општина Валандово со технички број 011 ПП од декември 2022 година, изработен од урбан планер Доел Гостивар, и овој план се донесува поради неусогласеност на градежна парцела со катастарска парцела. Благодарам. Благодарам за образложението. Отворам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката.
Преминуваме на последната 18-та точка. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на населено место Јосифово. Добро, значи со ова одлука, деновите 26, 27 и 28 август се продолжува работното време за плюс уште 2 часа и тоа на подрачјето на населеното место Јосифово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на усвојување, ќе ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката. Со ова целосно е истрпен усвоениот дневен ред. Овде ќе затворам седницата само да видам доколку има